Повторно са пакетот на закони кои што со европско знаменце сакаат да се протуркаат во законодавниот дом, а со цел да се покријат сите оние аномалии во договорот кои што извршната власт ги превзела. Може ли? Окей. Министерот да влезе во салата. Извршната власт ги превзела уврските кои што не е надлежна. Ова го елабориравме повеќе пати, но од страна на извршната власт нема ни глас, ни трак. Како превземаат обврски кои што не се во нивна надлежност? Второ, клучно прашање за кое што повторно го поставивме, а на тоа одговори заменик министерот. Се надевам дека и министерот ќе го потврди или дополнително ќе даде друго образложение, е зошто не се скратија роковите да се постапува согласно позитивните законски прописи, а се пристапи кон кратење на цели постапки или делови од постапката за издавање на одобрение на урбанистичко-планска документација и сите пропратни документи и елементи кои што треба да ги содржи процесната постапка, за да се биде покриено и истите вакви законски решенија кои што ги носите, да немавте потреба да ги носите. Со добра организација на државната управа можеа да се скратат роковите и се да биде запазено, со што? Со што ќе се оттргнеше целокупната онаа ситуација на сомнежи за противправни дејанија и лукративни причини кои што ги имаат нарачателите, односно инвеститорите, а во дадениот момент инвеститор е владата и извршната власт. Прескокнувате постапки со што во текот на постапката ќе се соочите со многу проблеми кои што ќе ги решавате адхок и дополнително ќе навлегувате во противзаконски дејанија. Со овие законски решенија, со два збора кажано, сакате да озаконите нешто што не е законско. Тоа е целта на сите овие закони кои што ги протуркувате и сакате на брзина да ги донесете. Со вака доставени предлог законски решенија и конкретниот закон, сакате да ја исклучите јавноста од постапките и увидот во начинот на изведување на овие проекти. Зошто? Бидејќи допрва ќе видите и ќе видиме дека урбанистичкиот проект нема да биде предбележен ниту во Агенција за катастар на недвижности. Односно, ќе нема предбележување, а со тоа ќе нема предвидливост каде ќе се одвиваат активностите и на кој дел ќе се врши трасата. Дополнително на тоа, ги елиминирате сите досегашни постапки во однос на електронско издавање на одобрение и електронски постапки, зашто секогаш се фалите за дигитализација на органите. Овде ги заобиколувате начинот на издавање на овие документи и единствено пристапувате кон хардкопи варијанта. Што значи тоа? Тоа значи дека под притисок на предпоставените во секој момент ќе можат да бидат ставени дополнителни документи или извадени одредени документи од самиот предмет кој што ќе биде формиран и уредно заверен. Ова е проблемот со кој што дополнително ќе се соочуваат вработените во државните органи кои што ќе вршат спроведување на овие постапки. Дополнително заменик министерот потврди дека се заобиколуваат, како што тој вели, долгите постапки во Законот за општа управна постапка. Законот за општа управна постапка, почитуван министер, е процесен закон. Вие ги заобиколувате и процесниот закон, и материјалните закони.
Тоа е еден сплет на околности кои што системски го правите за да озаконите нешто што сакате, повторно ќе потенцирам, да го протуркате, а да не биде во согласност со позитивните законски прописи. Ова ви го кажале и од професионалци кои што ги вршат овие работи, односно од Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Истите забелешки ги констатирале и тие, во однос дека наместо да се скратат роковите, се кратат постапките. И со што се исклучува јавноста, а со тоа се повредува и правото на собственост на граѓаните, и нивната непредвидливост, и во однос на тоа дека со тоа што ќе нема предбележување, нема да имаат јасна основа каде ќе се движат. А сето ова го потврдува и самата дефиниција за урбанистички проект. И вели, урбанистички проект е планско-проектна документација што се изработува за разработка и спроведување на урбанистички план. Значи, урбанистичкиот проект е планско-проектна документација што се изработува за разработка на урбанистички план. А вие ги заобиколувате и генералниот урбанистички план, и доколку има детални урбанистички планови. Веднаш преминувате на урбанистички план. Нема да има јавна дебата во однос на донесување, ќе биде исклучена јавноста. Сето ова под превезот на брзо и ефикасно спроведување на овие коридори, вие ќе западнете во уште подлабоки проблеми во моментот на спроведување. Доправа ќе видиме и со законот за експроприација како следствено се надоврзуваат сите овие законски решенија и таму воведувате колизија на норми помеѓу овие законски решенија и одредени норми нема да ви бидат спроведливи. Затоа, уште еднаш ве замолувам, додека има време, повлечете ги, да ги доразработиме и да видите за што станува збор. Од овде морам да ви потенцирам, сите овие кои што ве советувале и го изготвиле ова вакво предлог законско решение, биле под палката на политички потреби и договарање во коалиционите партнери. Не станува збор за стручно изработен предлог закон со кој што ќе се доуреди материјата и со кој што ќе се допрецизираат постапките и ќе се олесни имплементацијата на ваквите проекти. Во однос на другите закони кои што ги имплементирате, сега, од првично доставените, кои што се однесуваа на земјоделско земјиште и другите, сето ова го инкорпорирате во овие законски решенија, со што, повторно потенцирам, ќе се соочите со колизија на норми во позитивните законски прописи и вака доставените предлог законски решенија. Ќе направите еден општ хаос за кој што ќе не можете и самите понатаму да се снајдете и верувајте. Допрва ќе доаѓаат измени и дополнувања на закони за адхок ситуации во кои што ќе се најдат оние кои што треба да го имплементираат овој проект. Допрва ќе доставувате измени и дополнувања на кои што сите овде, кои што сега бланко ги поддржувате овие предлог законски решенија, иако тврдам дека дел од овие кои што ја разбираат оваа проблематика не се согласни со тоа. Затоа, впрочем, и заменик министерот вчера на комисија се потврди дека ги заобиколуваат процесните закони, бидејќи им биле многу долги роковите и постапките. Еве нека потврди и министерот овде, дали со ова постапка и со овие законски решенија се заобиколуваат и процесните и материјалните закони, кои што во дадениот момент се насила и се постапува по нив, и дали, доколку има честна намера, можеше да се пристапи со добра организација на државната управа, со кратење на одредени рокови, без, потенцирам, без прескокнување на фази од постапката и сето ова да беше легитимно и законито и да немаше потреба од носење на вакви законски решенија со европско знаменце, се со цел да се озакони она што е противзаконско, со тоа што понатаму ќе се повикувате дека е влезено во закон.
но од старт имате грешка во постапките. Од старт веќе имате превземено действија кои што не сте ги покриле. Од старт имате превземено обврска која што не е ваша надлежност, а тоа е смислено направено со умисла и е направена голема штета на буџетот на Република.